Амбасадоре, Ајатолахот Ал Хамнеи ја креираше политиката на Иран повеќе од 3 децении. По неговото убиство, какви можни сценарија можеме да очекуваме во следниот период? Јас би тргнал повеќе од целите на бомбардирањето на американската и израелската армија. Прво, целта беше да се оневозможи нуклеарната програма на Иран. Втората цел беше да се оневозможи индустријскиот комплекс во производство на балистички ракети, што мислам делумно вела дека успел. Третата беше да се обезглави Иран, токму убиството на Халмеи, меѓутоа и на неговите најблиски соработници. Четвртата беше да дојде нова власт, значи оние што протестираа, што беа прозападно ориентирани, и петтата да се уништи оската на злото, како што нарекуваат, меѓу Иран и Хезбола, Хамас, Хутите и така натаму и така натаму. Сега настанот предизвика големи прашања околу ова што го поставите како прашање, што понатаму, какви консеквенции може да произлезат од овој настан и каков свет ќе имаме. Се смета дека овој настан ќе го дестабилизира регионот од повеќе аспекти, економски, социјални, политички, дека може да дојде дури до имплозија на Иран, односно тоа што се случи со Ирак, натрешни борби, судири, протерувања, убиства, силувања и така натаму, бегалци секако. И има една интересна, би рекол, димензија која што ја проживуваат муслиманите во светот, а тоа е дека настанот се случи во време на рамазанските празници, персонификација на мир, на хуманизам, и тие тоа го свати како еден судир на цивилизациите меѓу јудео-христијанскиот ентитет и муслиманите. И затоа предизвика голем револт, дури и во Ирак, значи меѓу сунитите, кои што по дефолт се мразат со иранските нивни противници, би рекол, и затоа се смета дека влегуваме во еден период на голема неизвестност. Голема неизвестност која што може да дегенерира на разни начини. Знаеме дека теснецот Ормуз е затворен, низ во овој теснец поминува 20% од светските извози на нафта и на земен газ, што значи дека тоа ќе произведе пораст на цената на нафта, затоа купувајте бензин и нафта до крајот на денот. И второ, што тоа пак индиректно ќе ефектуира одредени негативни консеквенции врз глобалното стопанство светско. Така што оваа војна всушност, иако се очекуваше, иако дури имаше оние кои што веруваа, бидејќи се случи во време кога се уште постоја преговори меѓу иранската делегација и делегацијата на САД во Женева, се случи еден блицкриг. Блицкриг од кој што најмногу профитира Израел. Зашто? Затоа што благодарение на Мосад и на информациите дека се одржува голем состанок меѓу шиитските водачи, нели, и самиот Али Хамеи, тие практично го изненадија и го обезглавија раководството на Иран, но да не забораваме, Иран е држава со 93 милиони жители, Израел со 10 милиони, постојано екзистираше оној страв и се уште ќе екзистира од страна на Израел дека тие можат да бидат, како што викаше Хамнеи, ќе ги фрлиме во морето. Така што се уште не се знаат вистинските параметри на ова, што ќе произлезе, но факт е дека може
да се констатира две работи бар што се директно поврзани со Трамп, што е крај на неговиот сон за добивање Нобелова награда, меѓутоа почеток на еден друг сон можеби за еден прогрес демократски на сите оние млади луѓе што ги дадоа животите во Иран, значи на таа младост иранска, за еманципација на жената во Иран, за отварање на Иран. Каков ќе биде светот понатаму, во овој момент никој не може да ви каже. Колкава е можноста да биде инсталирана политичка фигура од странство со оглед на тоа дека дел од светските аналитичари го спомнуваат и ова како една од можните сценарии? Прво, самиот Трамп кажа дека не е заинтересиран синот на Реза Пахлави Шахот да биде, бидејќи според некои аналитичари што тој чекаше до сега. Нити формираше партија, одеднаш се појави и така натаму. Значи, тешко е тој да биде новиот водач. Од друга страна, потребен е тотален пораз на иранските сили, за да од надвор им се наметне нов водач. Но, како што знаеме, тоа е држава, сега ја нарекуваат Исламска република, тој значи, како држава е ориентирана кон еден вид систем кој што е, да го наречаме, тоталитарен систем, каде што не се почитуваат основните човекови права и каде што секогаш представувала предизвик. За сега се зборува за триумвиратот на иранците, тоа е председателот на собранието и уште двајца лидери кои што ќе можат да размислуваат и за да му предложат на Советот на Иран, кој што е составен од 88 членови, како ќе биде и кој ќе биде идниот водач. Но до тогаш сепак мора да се почека да се видиме каква ќе биде судбината, бидејќи од една страна продолжува бомбардирањето од страна на Израел и САД на Иран и на главниот град Техеран, меѓутоа и останати градови, пред се комплексите кои што се индустријски, а од друга страна пак возвраќа Иран. Токму тоа ми е... И тоа е многу чудно, затоа што Иран возврати кон држави кои што сепак проформа биле пријатели со оваа држава. Например, во Оман се одржува состаноци меѓу американците и меѓу американците и иранците. Од друга страна беа нападнати, иако Иран вели ние ги напаѓаме само американските војни цели и израелските, сепак во суштина е тоа необјаснливо. Дали се работи за некој без... Има и нападнати туристички центри. Може ли ова да прирасне во голем регионален конфликт? Тоа ми е прашањето. Мислам дека американците толку јако го контролираат овој простор да тоа претпоставувам дека не може. Инаку заборавме да кажеме дека самата операција на американците на Израел се нарекува епохален бес, епик фјури. Така што еве уште еден наслов за една операција, но не верувам дека може да дојде до би рекол до некоја регионална војна и судир, бидејќи сите овие држави кои што беа нападнати од Иран, тие не одговорија со ништо, но факт е дека во муслиманскиот свет постои една вознемиреност и дека едноставно нивната солидарност премолчена е со Иран, бидејќи од другата страна Израел. Така што ќе треба многу дипломатски напори, многу умерени лидери да ги убедуваат Израел и Соединетите американски држави да дојде до еден позитивен епилог. Кажавте дека Европа најверојатно ќе се соочи со уште еден мигрантски бран, од друга страна колкава е можноста да се вклучи НАТО, ако знаеме дека за да се вклучи војната алијанса мора да се активира членот 5 и напад врз земја членка? НАТО самата алијанса се изјасни уште вчера дека таа нема да оди со
поддршка на оваа операција, дури и Макрон и Стармер сите се оградија од тоа што се случило, особено од убиството на шеф на држава. Стармер само истакна дека нивни авиони летале повеќе од безбедносни аспекти, дека воопшто не употребале оружје, а Макрон исто така, иако истакна дека е за еден демократски излез од оваа ситуација, за да дојде до промена на режимот, сепак не ја поддржа отворено интервенцијата со жртви, дотолку повеќе што знаеме дека меѓу жртвите се и голем број на деца, едно училиште за женски деца и така натаму. Советот за безбедност заседаваше, Европската унија исто така е доста резервирана, бидејќи консеквенциите се секогаш страшни. Видете, 93 милиони народ држава. Тоа е голем предизвик за секого и затоа се подразбира таа голема подготовка на американската армија и тие флоти кои што се околу заливот и така натаму, но се надевам дека нема да дегенерира во поголем конфликт. Евентуално може да се јават, например, иранските курди, за кои што мечтаат за отцепување или за сопствена држава. Гледаме дека и турскиот председател покажа вознемиреност од можноста на бегалци. Знаете, една од коридорите на бегалците е и Балканот. И Балканот. Да, и така што за нас би била негативноста од оваа војна. Токму сега ова ми е следното прашање. Денеска шефицата на државата закажа Совет за безбедност со точка на дневен ред безбедноста на земјава. Како оваа ситуација влијае на нашата безбедност? Во секој случај неповолно и од економски аспект и од аспектот на можноста за бегалска криза, но исто така се надевам дека нема да ги вознемири меѓуетничките односи и дека сепак имаме ние една добра алатка, тоа е Охридскиот договор, кој што дава добри рамки за таа заедница мултиетничка да продолжи да функционира. Но тоа се двата најголеми проблема. Нормално, порастот на цената на нафтата ќе се одржи негативно врз македонското стопанство, врз животниот стандард, а знаеме дека живееме исто така во услови на една голема економска криза. Гледаме дека инфлацијата расте, дека народот е незадоволен, дека работниците бараат зголемување на минималната плата и така натаму. Значи цел ланец на ефекти кој што ќе представува голем предизвик и за сегашната влада и мислам дека е добро што е свикан тој совет. Ми благодарам за разговорот. Што благодарам и на вас.